Тоа што го има направено Српската православна црква не можеше да го направи ни Османлиската империја, а подоцна ни турците, а тоа е да го преименуваат манастирот Свети Прохор Пчински во Марков манастир. Свети Прохор Пчински бил свето лице, го помагал народот на различни начини, па затоа и од народот му бил посветен овој христијански храм. Кој бил Марко? Марко од Прилеп бил османлиски вазал. Кој бил излажен од османлиите и се борел како османлиски вазал во интерес на османлиите? Даде ми и Господа. Крал Марко загинал во Блахија борејќи се на страната на османлиите како вазал. Значи за османлиите против христијаните. Потоа Македонија и остатокот од Македонскиот полуостров потпаднале под османлиска папство за многу векови. Благодарејќи на такви вазали, попрецизно, слуги, предавници. Марко од Прилеп бил османлиски вазал. Кој бил излажен од османлиите и се борел како османлиски вазал во интерес на османлиите? Марко загинал во Блахија борејќи се на страната на османлиите како вазал. Значи за османлиите против христијаните. Потоа Македонија и остатокот од Македонскиот полуостров потпаднале под османлиска папство за многу векови. Благодарејќи на такви вазали, попрецизно, слуги, предавници. Марко од Прилеп бил османлиски вазал. Кој бил излаган од османлиите и се борел како османлиски вазал во интерес на османлиите? Дами и Господа. Крал Марко загинал во Блахија борејќи се на страната на османлиите како вазал. Значи за османлиите против христијаните. Потоа Македонија и остатокот од Македонскиот полуостров потпаднале под османлиска папство за многу векови. Благодарејќи на такви вазали, попрецизно, слуги, предавници. Полуостровот бил преименуван во Балкан. Манастирот Прохор Пчински треба да биде духовен, историски и културен центар и темелник на заедничкиот живот на двата православни народи македонскиот и српскиот и на двете самостојни православни цркви македонската и српската црква. Тука не треба да постои гранична меѓа на раздвојување на двете држави на Република Македонија и на Србија и Црна Гора, туку напротив слободен премин на добрососедски пријателски народи и нормална државна и црковна комуникација. Историската документација, научните публикации, картографијата потврдува дека манастирот Свети Прохор Пчински изграден е во 11 век, а додека обновуван е во 14 век. За статусот на манастирот и имотот со кој располагал ќе се навратиме на минатиот 20 век и сегашноста. Врз основа на Букерешкиот мировен договор од 10 август 1913 година била санкционирана поделбата на Македонија помеѓу кралствата на Грција, Србија и на Бугарија. Вардарска Македонија нарекувана Јужна Србија во периодот 1922–1927 година се уредува да биде под поголемо влијание на Кралска Југославија, односно на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците. Од недвижностите манастирот во имотот има една двокатна зграда во Бујановац. Во кленика се наоѓаат два дуќана со по две одделенија, два дуќања со по едно одделение, една магаза со едно одделение, една стамбена зграда со одделение и визба се наоѓаат во истото место. Манастирот од недвижен имот имал една куќа во Куманово на улица Димчевски и 4 приземни куќи во Скопје.
Постои тапија за манастирскиот имот кој е заведен на 17. август 1923 година во тогашниот суд на општината на градот Скопје, на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците, каде што во оваа тапија точно се утврдува местоположбата на 4 згради и останатиот придружен имот односно земја. Како што е познато, на 2 август 1944 година во свечената сала на манастирот Свети Отец Прохор Пчински се одржа заседанието на АСНОМ, со кое македонскиот народ ја возобнови својата македонска држава. Ама и трн во очите на некои политички организации во Република Македонија. Да живее Македонија! Господ да ја благослови Македонија!